Источниот регион има многу нематеријални добра кои се потенцијални за ставање на листата на УНЕСКО. Овде со децении се присутни народните обичаи и живиот фолклор, кои се пренесувале од генерација на генерација. Ратевските бамбурци би ги ставила прва, бидејќи се навистина живи. Има многу други обичаи, значи имаме ние прочкарски обради во Источна Македонија кои што се живи. Еве во Истибањско здраво живо гледаме стално дека им доаѓаат културно-уметнички друштва кои што представуваат нивна традиција, вегорските сурвари, кои што исто така може да се приклучат на таа апликација на УНЕСКО. Прела во регионот штипската традиција четарсе се најде на листата на УНЕСКО како заштитено нематеријално богатство. Иницијативата беше поднесена во 2011, а целата постапка заврши 2 години подоцна. Процесот за ова е долг, а критериумите се строги, но сепак УНЕСКО ја препозна автентичноста и живоста на штипскиот обичај за младенци. Го препозна обредот на искачување на штепи на утврдениот ред ИСАШ со масовноста, со вклученоста на младите во сето тоа, значи тоа е знак дека традицијата се пренесува, дека оваа традиција не само што е жива, туку и така да кажеме е далеку од умирање. Неодамна УНЕСКО за нематеријално културно наследство ја прогласи Делчевската копачка, а во процедура е таму да се најде и гласоечкото пеење од Тетовско. Сепак, за повеќе културни добра од истокот да се најдат на УНЕСКОвата листа, неопходно е да се негуваат во автентична средина. За жал, кај нас она што не прави посебни, нема кој да го чува. По некој процес на инерција, како да кажам, ги практикуваат сите овие обичаи. Не можеме да се пофалиме многу дека помладата генерација или различните структури по широката заедница и јавноста е на некое високо ниво со свесност. Со цел ова да се промени, денес се одржа семинар во Штип, на кој главна тема беше наоѓање начин да се анимираат младите, да си ја чуваат и негуваат традицијата и обичаите.